повели, татко. Благодарам. Седни, Кирко. Ти, Кирко, знаеш зашто те повикав и што муабет сакам да направам со тебе. Најстарата сестра пред 3 години се омажи. По неа се омажи и средната. Ете, сега дојде редот и ти да се омажиш. Така си е редот, татко. Дојде време и јас да те оставам. Ти знаеш дека на твоите сестри им реков сами да си одберат за кого ќе се мажат. И фала му на Бога, добри и умни момци за тоа. Таман што се вели спротив нив и спротив куќата наша. Јас веќе одамна сум си одбрала, татко, но чекав да ми дојде редот и ти да ми кажеш. Убаво. Убаво, ќерко. Па кажи ми сега, кој е тоа момче? Оти многу луѓе дојдоа и ми кажа дека нивните синовите сакаат. Многу од нив беа и богати, и честни, и умни, и убави. Кажи ми, кој е тој късметлија? Кројачот. Тоа момче што живее горе на ридот. Тој голтар без ништо и никого? Добро, Маричерко, ти знаеш дека тој корка леп нема за него, а камали за тебе. Утре ќе добиете дечиња. Како ќе ги раните? Како ќе ги облекувате? Немој, Ќерко. Немој, не прави го тоа. Голем срам ќе фрлиш во куќата наша. Или за него ќе се мажам, или не се мажам. Така? Добро. Ако така си решила, да знаеш дека благослов од мене немаш. Не чекај ни свадба, ни сватови. Татко, јас ти кажав дека само него го сакам и само за него ќе се мажам. Утре ќе одам кај него, а ти на сите речи им дека бегалка сум отишла. Добро. Така срамот нема да биде твој, туку мој. Добро, оди. Оди, ама и ова да го знаеш. Враќање нема. И оваа врата ќе биде за тебе затворена и варно и во лошо. Го знаев тоа уште кога го засакав. И знаев дека вака ќе биде. Боже, Боже, Господе, колку голем срам ќе фрлиш во куќата наша. Како ќе излезам пред другите чорбаджи, како ќе им погледам во очи, едни ќе ме жалат, другите ќе ми се смеат. Што ќе речат сестрите? Отпусти срам, не ќе можат насокак да излезат со нивните мажи. Ајде, трни ми се од пред очи. Излегувај, не може да те гледам, излегувај! Трни ми се од глава! Не чуди се што ме гледаш, домаќине мој. Ти кажав дека еден ден сама ќе ти дојдам. Еве го денот што го чекавме. А татко ти? Татко рече дека нема свадба и нема сватови ако се омажам за тебе. Уште рече дека и не сака да ме види и да ја заборавам куќата од која излегов. Но не чуди се зашто и јас и ти знаевме дека така ќе биде. Знаеш дека те милувам. Знаеш дека друга нема да засакам. Ама сепак си мислам
Подобро е да се вратиш кај татко ти. Еве, гледаш, јас сум научен да живеам во сиромаштија. Ама тебе ќе ти биде тешко да останеш некој ден без јадење. Да немаш што да облечеш, да носиш скинато и крпено. Ти рече дека ме милуваш. И тоа за мене ќе биде и јадење и облека. Тоа што ќе го трпиш ти, ќе го трпам и јас. Тогаш, добре ми дојде домаќинки. Што правиш, Чедо? О, тетко, ти си? А, јас. И ти дојде да переш? Аха, собирав. Неперено. Чекам сами да се исперат. Не сакаат. Па се натовари фај. Си велам да ги исперам. Е поубаво. Како се пери? Добро. О, море, поарно да не те прашувам. Се гледа керко оддалеку дека не се арна. Се гледа вака неисчешлана, недотерана. Ваква керко мажот и да те сака, ке те отсака. И јас истото пред малку си го помислив кога се погледна во водава. А, тука се огледуваше. Да, Аха. се исплашив каква сум. Дома немаме огледало, па немам каде да се видам. Офле. Не знам што да правам, тетко. О, барем да можев некако да ти помогна. Офле, ама знаеш и нашата каква е. Знаеш, Керко, скини од гаките, закрпи ја кошулата, тоа е и нашето. Знам, тетко, знам. Пред некој ден бев кај сестра ми да ја побарам сапун. Нели мажот ти е трговец со сапуни? Ама не ти даде. Не ми даде. Ми рече, кога ти велевме да не се мажиш за тој голтар, сега живеј како знаеш и како сакаш. Така ти рече, таква е таква е, јас знам, таква е. Да, Не е убаво да ти зборувам на оваа мака што ја имаш, ама и ти си малку виновна. Не, немој, тетко, немој и ти. Ајде да перам, ајде. Ајде. И велиш, немате леб да јадете, а? Немаме. Епа немате. А и жито немате, нели? Не. Немате и жито. Па сега дојде од мене да бараш, така? Сестра, твојот маж е трговец со жито, имате толку многу што можете на него да спиете. Само малку дај ми. Жал ми е за него. Тој ништо не е да гледа само за мене да остане. Па кога ќе заработи нешто ќе ви вратим. Види вака, сестро. Јас си дада кога се мажевме, ние не мислевме дали ги сакаме тие што треба за нив да се мажиме. Ние си мислевме дали ќе имаме за јадење, дали ќе имаме за пиење, па како ќе се облекуваме, што понатаму ќе правиме во животот. А ти, колку што знам, сакаше да се омажеш за тој што го сакаш. Така беше, нели? Така. Епа сега, сестро Златна, ти вечере си од сакањето, а ние ќе си вечераме печено пиле. Што кога тргнав наваму, знаев што ќе ми каже. И пак како будала дојдов и тропнав на врата. Знам зошто не ми даваат. Знам. Таа ќе вечера печено пиле, ама тој што ќе вечера со неа не и лежи на срце. Ќе одам дома да си каснам леб и сол.
Ма залакот што ќе го изедам со оној што го милувам. Знам дека ме сака. И затоа трпи се што ќе ѝ дојде на глава. А мене тоа уште повеќе ме боли. Знам, пријател. Знам дека е така. Ама заради тебе, сега ни татко и ни сестрите не сакаат да ја видат. Имаат, а не сакаат да ја помогнат. Сето ова како некоја планина на грбот ми тежи, пријател. Мислев што да правам, решив да ја оставам. Така белким татко и сестрите, иш да не, ќе се смилуваат на неа. Ќе ја приберат. Ќе омажат за некој спроти неа. Барем убаво ќе живее. Тоа нешто ич не е убаво да го направиш. А ако така си решил да направиш, треба да ја кажеш. Ке те разбере таа. Добра е, паметна. Ке ја речеш, и тебе ти е тешко. Ама, најарно за двајцата е така. Ако не над себе, над тебе ке се сожари. Не. Немам душа тоа да ја го кажам, пријателе. Не знам дали ќе ја кажам или не. Ама едно знам. Ноќеска, кога ќе заспие, скришум ќе излезам од дома и веќе нема враќање назад. Пријателе, не терај ме јас да ја кажам. Амам, пријателе, не ти го кажувам се во ова за неја да ја го кажеш. Добро, нема да ја кажам. Не е моја работа. Ама ти велам, ич не е убаво тоа што си го наумил да го направиш. Еве, и јас сум сиромав човек. И јас немам пари. Ама, ќе ти дадам нешто на заем, колку што можам. Не сакам. Не работава за денес и утре. Работава е што има живот пред нас, живот. А јас со мојот живот само ќе го зацрнам животот на таа што ја сака. Пријателе, заборавив нешто. Се расприкажавме и заборавив. Ке одам јас да свршам една работа и ќе дојдам. Какво одење, пријателе? Тука да те најдам. Ќе одам. Ќе заминам и ќе си ја спасам саканата. Таа ме сака. И јас ја сакам неа, ама така е најдобро да направам. Баш затоа морам што поскоро да заминам од тука. Барем нема да гладува. Ноќеска кога ќе заспие скришум и право во планината. Таму велат имало некои самовили што им ја земале душата на сите што ќе појдат во таа планина. Ќе одам. Белким така нема да гладува. Мене нека ми ја земат душата и ќе си ја спасам саканата.
Така, Керко? Така ми кажа другарот негов. А дали само така зборувал или пак ќе го направи тоа, не знам. Убаво што дојде да ми кажеш, тетко. Јас да си имам на ум, за да знам што да направам ако реши... Уште му кажал на другарот да не кажува никому за оваа работа. Ама му паднало жал на детето. И трчал да ме најде, па среќа ме сретна, ми кажа и рече да ти кажам, па ти што ќе правиш? Ти си знаеш. Ќе чекаме да дојде вечер, да видам што ќе направи. Оф, душата ме боли за него. О, тебе те боли за него. Него го боли за тебе. И само мака еден на друг си правите наместо радост и убавина да си правите, Керко. Само мака може затоа така си помислило детето, па да ти кажам, не е убаво, ама може и поар. Доста. Не сакам ни да слушам такви работи, камоли да го направам тоа. Секој со својата среќа. Може еден ден и нам ќе ни осамна бел ден. Никогаш не се знае. Така е, Керко, така е. Не се знае, јас ти кажав, па ти сега, како знаеш, јас сега ќе си одам. Со здравие, тетко, и фала ти што дојде. Биди ми жива и здрава, и ти и тој. А другото само ќе си дојде. Ќе видиме. Ајде, мисли, Керко, што ќе правиш. Ајде. Ајде си одам со здрави. Зошто те напомене? Затоа што многу те сакам да те пуштам сам во шумата. Те молам, врати се. Таму кај што одам, не знам што ме чека. Подобро е да бидам сам. Тоа што ќе те снајде тебе, нека ме снајде и мене. Тогаш да одиме, затоа што уште многу пат ме чека. Ајде. Капнав од одење. Добро. Еве овде ќе поседиме малку, ќе одмориме.
А може и да си прилегнеме, ха? Ќе поспиеме и после ќе го продолжиме патот. Добро, зашто мене веќе нема држат нозе? Ако е вистина тоа за лошата самовила, местото е овде. Ќе ја почекам овде и кога ќе дојде, ќе застанам пред неа и ќе ја кажам: Што ќе ми кажеш? Треба да те прашам за да ми кажеш. А јас ништо не прашувам и не кажувам. Само ми ги земам душите на луѓето што доаѓаат тука. Самовило, јас баш и за тоа дојдов кај тебе. Дојдов да ми ја земеш душата и да се спаси душата на жена ми. Сиромав сум, Самовило, и не можам да ја гледам жена ми како се мачи со мојата сиромаштија. Си велам, Белким, кога мене ќе ме нема, Белким, неа животот ќе е поарен. И таа е тука? Ако е тука, тогаш и нејзиниот живот е мој. Аман, Самовило, те молам. Остави ја неа. Таа не знаеше дека јас доаѓам тука. Таа тргна по мене, еве те молам. Остави ја, нека си замине. Еве јас сум тука. Еве, земи ја мојата душа, само не ја остави, еве те молам. Тогаш, слушај ме што ќе ти кажам. Но ќе го направиш тоа токму како што ќе ти го кажам. Сега, оди кај жената и легни до неа. Таа утре ќе се разбуди. А со тебе ќе биде така како што сакаш и ти. Ќе ги отвориш очите во рајот. Самовило! Колку што знам јас, ова не е рајот. Тука легнав, тука се разбудив. И ама ме фатило вратот. Торбево, колку што знам, не беше тука, а?
Леле! Леле! Злато! Леле, колку многу злато! Што е? Што се случува? Зашто викаш? Домакинке, гледај! Гледај! Злато! Од каде ова? Не знам. Знам. Ова може да е... Кој? Не. Од каде ти ова? Леле, ако е таа... Домакинке, ајде, трнувај брзо да бегаме дома додека не си предомислила. Ајде, станувај. А? Кој? Не, дома ќе ти раскажам се поред, ајде, станувај, брзо да бегаме од тука, брзо. И? Најде некој да му ја земеш душата? Не го најдов јас, туку тој мене ме најде. Дошол да ми ја даде душата за да ја спаси жена му од неговата сиромаштија. Па ти многу лесно си поминала овој пат. Ох, не е лесно. На мака ме стави. Ми падна жал за него и за жена му. Толку се сакаат, а само мака еден на друг си ставаат. И? Не му ја зеде душата? Не. Што ќе правиш сега? Не знам. Ајде, остави ме да размислам. Ајде. Сега ќе си направиме една убава куќа, а ќе си купиме еден убав дуќан во чаршијата. Домакина, татко ми сака да дојде наруче кај нас. Што да му кажам? Нека дојде. Нека дојде и да види дека има и добри луѓе на веков. А и сестра ми ме молеше да ја дадам некоја пара. Знаеш, низиниот трговец останал и без пари и без жито. Да ја дадам назаем? Да ја дадеш. И тоа не назаем. Нека си бидат нејзини. Да разберат дека има и сиромаштија на веков. И да не заборават кога ќе бидат пак богати. Ете, гледаш? Имало милост за милоста и добрина за добрината.